Денеска на иницијатива на општина Кавадаци пред седницата на Совет имавме повик да се даваше кризниот штаб на општина Кавадаци, Советот за превенција на општина Кавадаци и Советот за јавно здравје на општина Кавадаци. Така еден поширок состав на едно 30 на луѓе инволвирани во цела работа. Токму темата беше коронавирусот и самата развојна компонента која што има во нашата држава. Како општина Кавадарци и сите други јавни институции, ние строго ги претикуваме и ги преминуваме мерките и заклучоците на влада кои што ги има донесено при Министерство за здравство и здравствената организација. Место за паника немаме, меѓутоа место за превентива имаме многу. На тој наш собир кој што беше тука донесовме повеќе заклучоци кои што сега, после завршувањето на овој совет, заедно со дел од советниците и со лекарите и со дел од општината, ние ќе почнеме да ги преминуваме како заклучоци и превентива уште од денеска. Што значи тоа? Тоа значи дека донесовме заклучок заедно со вработените од Агенција за храна, да ги посетиме сите угостителски објекти, покрај тоа што ги има донесено владата како мерка да до 18 часот работат со делумично половичен капацитет, да го појасниме тоа подобро, да не се ствара паника, да се разредат тие седишта, маси и така натаки. После 18 часот не работат, меѓутоа до 18 часот да им укажеме на превентива од делот на дезинфекција на раци и дезинфекција на обувки. Мислам дека секој на угостителски објект може тоа да го спроведе, незадолжително, али да биде во делот на можноста за превенција. Имаше друг предлог кој ќе го прифативме како заклучок, да после 17 часот или 18 на 3 до 4 пункта во Кавадарци, во општината, за тоа што покрај затварањето на угостителските објекти, ние имаме сега согледано на повеќе групирање на луѓе, движење на деца и така натаки, а со оглед на тоа дека јавната инфраструктура не е баш најдобро развиена во делот на јавни комунални дејности, да поставиме 3 до 4 пункта од волонтери, кои што ќе имаат со нив течност и пункт да дел од граѓаните кои се движат имаат можност да си ги дезинфицираат своите дланки и раци и со тоа да малку пак превенираме на некој начин, а и ја дигнеме свеста во делот на миење раци или во делот на правење дезинфекција. Генерално тие беа така заклучоци кои што ги донесоа. Исто се донеси заклучок за подсетување да на операторот кој што ги има добиено јавниот превоз, линиите задолжителни во општина Кавадаци кои што функционира на дневна основа, да секој дневно праве дезинфекција на самите превозни средства, односно на самите минибуси или автобуси, каде што сепак имаме поголем број на луѓе кои се движат. Користењето на маски се препорачува да не се користи кај незаболени лица, пошто има и контраефект, така да тоа оставаме на индивидуална база на луѓето како си одлучат, али сепак мора да ги пратиме, да ги гледаме оние мерки кои што нас ни ги кажуваат стручните лица од здравствените сектори. Јас како градоначалник и општина Кавадаци можам само да ви потврдам, да ви кажам дека сите јавни институции кои што се во интерес на граѓаните работат во полн состав и обем на работа. Само можам да препорачам еден апел до граѓаните, оние кои што не е најхитна обврската што мора да ја завршат или може да направат алтернативна замена за таа работа, дали по електронски пат, дали по интернет, да не мора физички да присуствуваат во јавни институции, во движење, во поголем обем. И нормално тука ни се најмилите и најдрагите кои што сепак не треба да му го ограничиме нивното движење живот, али мора да се грижиме за нивното здравје и за потесните членови на семејството и нормално за целото население. Треба да им кажуваме на нашите деца, пријатели, роднини и било кој за намалувањето на ширењето на вирусот. Превентивата на намалувањето е во дезинфицирање на самите ние како личности, во намалувањето на поздравувањето, малте не и да се, како што каже и докторот, елиминира тоа ракување на некој начин, нема да биде тоа навреда, него е сега таков период кој што го имаме. И
она што го викаат преку воздух или аеро пренесување на вирусот, да немаме блиски контакти со самите луѓе од метар и пол до 2. Тие се здравствени, преку Светска здравствена организација кои што ги препорачуваат, ништо не е страшно доколку не дојде до голема сериозност. Јас очекувам да ова епидемија, да речеме и како сака пандемија, да помине што побрзо. Еве како нација, пошто македонската нација значи една чиста нација, нација која што одржава хигиена, мислам дека кај нас треба и побрзо да помине него од некои поземји кои што се на пониско ниво у тој дел. И нормално, доколку видиме и согледаме луѓе сомнителни или што значи сомнителен човек, ниеден човек не може да го осудиме и да кажеме лажна вест или да укажеме на нешто, доколку не сме сигурни во тоа. Никој не е сигурен во симптомите на тој вирус. Единствено задолжителна препорака е секој кој што доаѓа од странство да биде во изолирана просторија од 14 дена, доколку се јават симптоми. Ние на нашите Facebook и интернет страници ги ставиме броевите од нашите епидемиолог, од нашите лекари кои што ги има на нашето општинско ниво, како што каже докторот, да не одиме по медицински институции, да не се движиме непотребно, да не се шире непотребно, него да може во домашни услови да тоа сето се спроведе. Така да мислам дека доволно се тие како превентивни мерки, никиш превенцијата не може да биде 100%, да не го занемариме цело, паника воопшто да не креваме, како што и кажа и Трендафилов, купувањето на намирници за дома повеќе од потребата, мислам дека не е потребно. Општина Кавадарци или самата држава доколку дојде до таков ризик, навремено, своевремено ќе известе, така да мислам дека нема потреба од трошење непотребно ресурси и правење на залихи на намирници за куќните потреби. Уште еднаш повикувам на апел да непотребно движење во јавни институции, на јавни места, затворени, не се практикува во голем обем, освен тоа што е неопходно да се сврши работа во делот на јавните интереси. Благодарам.